Колеги, денеска го објавуваме годишниот извештај за показателите за степенот на слободата на медиумите и безбедноста на новинарите во Македонија, изготвен во рамки на проектот Регионална платформа на Западен Балкан, кој е финансиран од страна на Европската унија. Ова е традиционален годишен извештај на СНМ, што го правиме веќе трета година и во него има препораки кои што се насочени за подобрување на состојбата во секторот на медиумите и правата на новинарите. Во сите три главни индикатори на извештајот, како што е правната рамка на слободата на медиумите, позицијата на новинарите во редакциите и безбедноста на новинарите, во 2018 година нема сериозни промени во медиумската сфера. Владата не успеа да ја подобри медиумската регулатива, што беше долго време најавена. Измените и дополнувањата на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кои требаше да создадат подобар амбиент за работата на медиумите, не е усвоен се уште во собранието на РН. Од друга страна, охрабрени сме дека владата и опозицијата се блиску до договор и до крајот на оваа година, според најавите овој закон треба да биде усвоен. Понатаму, владата не успеа да ги заврши останатите медиумски законски проекти, што ги вети во рамките на реформскиот план 369, како што се донесување на измените и дополнување на Законот за граѓанска одговорност од клевета и навреда, како и Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер. Во 2018 година не само што немаше подобрување во делот на законската медиумска легислатива, туку имаше и одредено, за жал, назадување. Во текот на летните одмори, во јули месец, без никаква дебата и целосно нетранспарентно, владата ги усвои измените и дополнувањата на изборниот законник и Законот за финансирање на политички партии. Овие измени овозможуваат на парламентарните партии да трошат јавни пари за финансирање на медиумска политичка пропаганда за време на избори и за време на изборна кампања, како што беше и за референдумот оваа година. Ваквите измени ќе имаат негативно влијание врз слободата на медиумите, бидејќи тоа е на еден начин заобиколен пат за враќање на владините реклами, со кои во минатото претходната власт ја катуваше наклонетоста на медиумите и влијаеше врз нивната уредувачка политика. Годинава забележавме несоодветна примена на медиумската регулатива. Имено, постои неусогласена судска пракса за Законот за клевета, каде што Граѓанскиот суд и Апелацијскиот суд во Скопје ги одбиваат тужбите за клевета против онлайн медиуми со објаснување дека не се медиуми, додека останатите апелацијски судови низ Македонија, како што е случајот во Битола, постапуваат спротивно и тие судски случаи ги процесираат на начин кој што е потребно. Сдруженијето на новинарите на Македонија оваа година побара и од Врховниот суд да ја усогласи судската пракса, меѓутоа за жал, денеска сме 25 декември, се уште немаме добен одговор и на тоа ќе инсистираме во иднина. Позитивна работа оваа година е што има одредено подобрување на безбедноста на новинарите. Имено, бројот на напади е намален за 3 пати, а донесени се и првите судски пресуди против оние кои што напаѓаа новинари во минатото. Ако лани имавме 18 напади на новинари, во 2018 година имаме 6. И тоа е добар тренд. Меѓутоа, за жал, политиката на неказнивост во Македонија има се уште длабоки корени. Од 59 напади, кои што ЗНМ ги има регистрирано во нашите регистри, во овој момент се решени со судска одлука само 2. Значи 2 од 59. Новинарите нема да бидат безбедни се додека институциите не го истражат целосно и последниот напад на новинари и додека одговорните не се изведат пред лицето на правдата. Нема подобрување ниту во однос на позицијата на новинарите во редакцијата. Значи овој извештај има дел и за економската ситуација на новинарите и тука, за жал, речиси половина од новинарите имаат помала плата од државната плата што е просечна во Република Македонија, која што изнесува негде околу 24.000 денари. Мнозинство од новинарите немаат договори за вработување на неопределено време
а 19% се привремено ангажирани како хонорарни работници. За жал, над 55% од новинарите во Република Македонија им доснат платите во 2018 година. Се надеваме дека владата ќе разбере сериозноста на ситуацијата со која се соочуваат медиумите и новинарите и ги врати медиумските реформи во планот 18. Без слободно изразување, Македонија нема направи значаен прогрес во евроатлантската агенда, а земјата ќе остане и се уште на дното на оние индекси за слободно изразување кои што ги знаеме. Покрај годишниот извештај што го имате на 3 јазици, на македонски, на албански и на англиски, достапен на нашата веб страна, имате тука и примероци. Денеска сакаме исто така да ви дадеме посебен фокус на судската пракса за клевета и навреда, бидејќи ЗНМ работеше на анализа на пресудите што се од минатата година, кои што се засегнати страни новинарите, и тука имаме неколку наводи. Тие наводи ќе ги презентира колегата Мартин Петровски. Покрај годишниот извештај, денес ја презентираме анализа на одлуки на Основниот суд Скопје 2 Скопје во врска со примената на Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда, извршени преку медиуми донесени во 2017 и 2018 година. ЗНМ изработува анализи на оваа тема од 2015 година. Оваа четврта анализа е направена врз основа на податоците од 14 првостепени одлуки, преземени од веб страната на Основниот суд Скопје 2 Скопје. Одлуките се донесени во периодот од октомври 2016 до јануари 2017 година и се анонимизирани, односно во нив не се наведени личните податоци на тужителите и тужените, согласно на обврската за заштита на личните податоци. Одлуките се донесени по спроведени постапки, оформени по тужби за граѓанска одговорност за клевета и навреда. Утврдено е дека од вкупно 14 првостепени одлуки судот донел 6 пресуди со кои тужбеното барање е уважено или делумно е уважено, 4 пресуди со кои тужбеното барање е одбиено како неосновано, 4 решенија со кои тужбата се смета за повлечена. Како интересни карактеристики на предметите кои се анализирани би издвоил дека во просек од поднесувањето на тужбата до донесувањето на првостепена одлука постапките просечно траеле 2,5 години. Во ниедна од оформените постапки кои завршиле со првостепени пресуди не е доследен побараниот износ за надомест на штета. Извршители на клевета и навреда во најголем дел се правни лица, преку чии медиуми и портали износ за е нанесена клеветата или навредата. Од физичките лица за кои утврдено дека се одговорни, најголемиот дел се уредници или собственици на медиуми. И ова анализа која што ја работевме 2018 година, исто така е достапна на неколку јазици и кај нас може да ја преземете од веб страната. Како главен императив би рекол дека сепак тука останува проблемот што кога се тужат новинари за клевета и навреда во Скопје, не во другите градови, за жал граѓанскиот суд во Скопје ги одбива тие тужби, што е проблематично, бидејќи на еден начин има селективна правда, бидејќи кога станува збор за клевета и навреда во другите градови во Република Македонија, тие тужби се процесирани на начин кој што треба. Затоа сакаме и со ова анализа да на еден начин го мотивираме судот во Скопје да ја цени и да ја почитува и да ја практицира праксата на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, бидејќи во членот 3 од Законот за граѓанска одговорност со клевета и навреда, судот кај нас има обврска да ја следи добрата пракса на Страсбург. Колеги, ние сакавме накратко да ви дадеме главните заклучоци што се од нашиот извештај. Сакам да посетам дека ланскиот овој извештај беше неколку пати цитиран во Прогрес репортот, популарно кажано на Европската комисија, како и 18 пати имавме референци во извештај за човекови права на State Department од овој извештај. Ќе можете сега да го прочитате во детали, меѓутоа во овој момент би сакал да ве поканам и да ве прашам дали имате нешто што ве интересира посебно. Пак е подсетам, овој извештај има 3 индикатори. Едниот индикатор е легислатива, како нашата држава се обидува да овозможи амбиент за работа на новинарите и медиумите, потоа социјална правда или економски
услови за работа на новинарите и третиот дел е безбедноста на новинарите како еден параметар суштински за работа на медиумските работници и новинари во Македонија. Имаме ли прашање? Дали треба за албански јазик колегата да даде кратко видување или окей сме? Колеги, ако немате прашање, би сега да затворам овој дел и имаме дружба од друга страна. Благодарам.